Ајде, повелете, кој ќе праша нешто да почне. Ајде, го ослободија вашиот клиент денеска од обвиненија. Ваш коментар од кого? И дали ќе барате нели да ви се времето споминато од притвор штета да. Прво сакам да кажам дека денеска нема простор ни место за никаква еуфорија победничка, затоа што денеска судот донесе една законита одлука. Меѓутоа, ќе го кажам следново, оваа одлука е по своја суштина празна, затоа што не ги добивме одговорите на три клучни прашања: зошто е киднапирано и убиено ова дете? Не добивме одговор на прашањето зошто по секоја цена се инсистираше да Александар биде дел од оваа постапка, иако од првиот момент се знаеше дека за него нема ниту еден доказ. Што значи, должни се институциите кои ја раководеле оваа истрага да дадат одговори на овие прашања и дали, особено на ова прашање, дали со инволвирањето на Александар во оваа постапка е свесно направен дефокус од она што требало да биде предмет на истрага, а тоа е она што го кажа Велибор Маневски уште првиот ден на 6.12. дека од 2022 година се правеле и се кроеле планови и списоци за киднапирање и за убивање луѓе. Со цел остварување на тој план, од 2022 година, овие лица копале дупки по Македонија, па сега, мислам дека е ред, и јавното обвинителство, и началникот за сериозен и организиран криминал Дејан Димовски, и Музафер Каришич, и сите овие луѓе кои учествувале во истрагата против Александар, да дадат одговор, вклучително и служба за државна безбедност, каде биле, што правеле и како овие лица не се детектирале со време и дали овие лица имаат своја логистика некаде во некои институции. Тоа се прашања кои заслужува да ги добие пред се јавноста и ние како општество и како држава, за да бидеме сигурни дека утре ова нема да му се случи на некој друг родител кој не дај Боже ќе му исчезне дете и ќе отиде во полициска станица да пријави и ќе заврши во притвор. Јас би имал толку да кажам. Дали може да се поднесете кривични пријави? Тоа ќе направам консултација со мојот клиент. Веднаш ќе ви кажам отворено, тој нема расположение кај него за кривично гонење, а кога сме веќе тамо, по тоа прашање, ќе кажам следново. Јавниот обвинител, кој денеска беше баш онаков како што почна оваа постапка, потпуно конфузен, бидејќи предложи продолжување на куќен притвор во правна ситуација каде што законот тоа изрично го забранува и каде што при носење на ослободителна одлука задолжително по автоматизам се укинува притвор и ја видовте конфузијата помеѓу двете јавни обвинителки. Во таа насока овој јавен обвинител од мене има добиено известување за тортура од 18. јануари 2024 година. Судијата на претходна постапка има добиено барање за доставување на медицинска документација за констатирани повреди од вршење тортура према Александар на 16. февруар 2024 година. По ниедно од тие барања не е постапено, ниту јавниот обвинител кој денеска беше присутен го проследил ова известување до надлежното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција, кој треба да постапува по засторени прекршоци и кривични дела на полициските службеници. Се надевам и верувам и покрај тоа што јавното обвинителство самото
по своја вина се најде денеска во една непријатна ситуација, затоа што поклонија верба не на докази, него на лични субјективни мислења од Дејан Димовски и Музафер Каришич, заслужува и верувам дека јавното обвинителство има капацитет професионален и тоа го заслужува овој настан како целина да ја продолжи истрагата и републичкиот јавен обвинител веднаш да преземе мерки и активности, да се продолжи истрагата во насока во која веќе погоре посочи. Благодарам. Hvala.